Почитувана македонска јавност, присутни колеги и медиуми. По однос на оваа денешна точка нема да зборувам за персоналните квалификации на предлогот за председател на Собранието на Република Македонија. Јасно ни е на сите дека тоа е политика и дека затоа толку се чекаше со продолжението на оваа прва конститутивна седница. Се чекаше да се формира мнозинството во овој парламент, а со самото тоа и мнозинството за идната влада на Република Македонија. И знам дека политиката и не е секогаш во интерес на сите, но да се добие вака тесно мнозинство и на вака хорор, трилерски, авантуристички начин, ова е навистина несериозно, па макар и за кое и да било мнозинство. Едноставно, се продолжува со старите и нечесни игри, а барем коалицијата Можеме на сиот глас велеше дека нема повеќе така. На сиот глас велеше дека можат повеќе, но тоа значело дека можат уште повеќе да подклекнуваат, да прифаќаат и да даваат, а се само за да останат на власт, или најточно кажано, за да не одговараат за сиот криминал и манипулации кои ги сторија и во текот на изминатиот мандат, но и тоа како и во текот на изминативе парламентарни избори. Тоа беа избори во кои победата ја славеа оние кои направија масовен подкуп и оние кои ги злоупотребија институциите со кои раководеа за тоа. За се ова, во една правна, нормално функционирачка држава, ќе се одговараше пред законите, па затоа имавме и ваков стрес за задржување на власта, како што кажав, за да не се одговара токму пред законите. Како и да е, јасно е дека мнозинството го имате за да го изгласате вашиот предлог за председател на Собранието на Република Македонија, но колку вака обезбеденото мнозинство ќе ве чини вас, откако ќе почнете да функционирате, останува да си дочекате и да бидете подготвени. Жалам само што по не знам кој пат, со сомнителна предизборна кампања и безброј прекршување на закони, повторно успеавте да формирате и да водите власт во нашата Македонија. Вашите нечесни игри токму Македонија многу ја чинат и затоа сме овде кај што сме, заплеткани во изнаоѓањето датум за отпочеток на преговори со Европската Унија, заплеткани во сериозна економска и здравствена криза, заплеткани во правните лавиринти и нефункционалната демократија. Ако во 2016, односно во 2017, стигнавте до мандат без победа, овој пат повторно стигнавте до мандат против уставно и без загарантирано мнозинство. Сепак, и ваквиот начин само ја покажува вашата подготвеност на се, само не на фер и честна политика и почитување на устав и на закони. И затоа, јас од ова место денес не можам ниту да ви честитам, ниту да ве охрабрам. Ова е начинот на игра кој вие самите го избравте, но треба да сте сите свесни дека нема да ви поминат така лесно и овој пат лагите од 2016 и од ова 2020. Нема повтор пат да излажете дека ќе имаме силна економија, зашто имаме преку 100.000 граѓани кои живеат со по 50 денари дневно после вашиот 3-годишен мандат. Нема повтор пат да излажете дека ќе имаме правна држава, зашто ништо не направивте по ова прашање изминативе 3 години. И нема повторно да излажете дека короната ја имате под контрола, зашто заради вашата неспособност во справувањето со неа, ние денес имаме илјадници заразени и стотици починати. Вашите лаги се гледаат и слушаат по македонските улици. Тоа што вие не сакате да ги слушнете и видите, само уште подалеку ве носи од реалноста. Онаа реалност која вие ни ја приредивте, а сега токму вие самите ја избегнувате. И не би сакала денес да ве подсетувам и на сите кажани обвинувања и квалификации во предизборието, па и после него, меѓу вас и вашите денешни коалициони партнери.
Затоа навистина ќе ми треба многу време, кое искрено не би го трошела за нешто за што македонската јавност е вџашена и засрамена. Може би македонската јавност и уште повеќе ќе се вчудоневидува и засрамува, но сепак тоа е нешто што од вас зависи и вие треба за тоа многу да внимавате. Бидејќи следуваат избори веќе следната година, мислам на локалните. Тогаш повторно и вие и ние ќе треба да се соочиме со македонската јавност, односно со гласачите во Република Македонија. Дали дотогаш ќе успеете да ја извадите Македонија од бездната во која ја доведовте изминатиот период, искрено силно посакувам, но искрено никако не можам да поверувам. Не, затоа што настапувате на ист начин и со истите методи. И затоа за крај, само ќе ве оставам да си верувате дека успеавте и дека можете, но за жал, вие само докажавте дека на вистина само вака и знаете да функционирате. Со лаги, измами, манипулации и нечесни избори. И сосема за крај, денес не губат ВМРО, ДПМН и коалицијата Обнова на Македонија, денес губи Македонија, губи народот во Македонија и губи македонската демократија. Ви благодарам. Ви благодарам и вам. Реплика дали има некој?